Бурен старт и еден куп контроверзии, тивка завршница и институционален молк. 4-годишниот мандат на Ислам Абази е пред крај. Тој за 2 месеци се враќа во гостиварското висше обвинителство. Колешка ќе му биде сопругата која е обвинителка во Кичевското обвинителство, па нејасно е како тој во вишото ќе одлучува за нејзините жалби. Непотизмот не е најстрашното нешто поврзано со Абази. Тој зад себе ќе остави истраги што со години тапкаат во место и пријави што фаќаат прашина во фиоки. Од многуте коруптивни скандали поврзани со функционери на ДУИ, тој не успеа ниту еден да расчисти. Тврдеше дека не се познава со Али Ахмети, но не објасни како стигнал да се слика со братот на првиот интегративец. Ислам Абази прв и последен пат застана пред камери ден по изборот во ноември 2022 во 4 години мандат, вешто ги избегнуваше камерите и нема дадено ниту една друга изјава. Дружењето со такви личности не е во смисла забрането. Тоа е непристојно дружење во смисла ако имат непристојно дружење и тоа, не дека не сме во никој период. Не со функционерот до Исус, секој би можел да се дружи, имаме некоја забрана стрикта ние да се дружиме или да не се дружиме ако не е учесник во постапка или ако нема потикнало кривично дело. За пристојното или непристојното дружење на Абази со функционери на ДУИ сведочат сликите објавени на интернет. Тој на лов одел со екс-градоначалникот и подпредседателот на ДУИ Невзат Бејта. Случајно или не, Абази нареди долга низа случаи за кои не направи ништо, а се однесуваа на неговите соселани од Зајас и функционери на ДУИ. Последен е скандалот со аферата на набавка на токсичен мазот за потребите на ТЕЦ Неготино и РЕК Битола, случај во кој беа инволвирани компании поврзани со политички структури на ДУИ, а станува збор за тендери тешки над 160 милиони евра. Обвинителството ја запре истрагата со образложение нема докази и нема злоупотреби. И случајот со трговскиот центар Соравија и внукот на Али Ахмети остана да виси. Пред 3 години, 25 годишниот Дрин Ахмети стекна 39% од бизнис центарот во Скопје без сопствен вложен капитал. Антикорупцијска и финансиската полиција испратија документација за можни финансиски малверзации и перење на пари. Лесно помине и екс-министрот и функционер на ДУИ Бујар Османи за случајот Евровија и адаптацијата на салата Борис Трајковски за самитот на ОПСЕ. Тој им додели тендер од 1,8 милиони евра на Евровија, чиј сопственик е главен донатор на ДУИ за адаптација на салата. Јавноста жестоко реагираше и бараше да се провери можен судар на интереси и фаворизирање, но ништо од тоа. Како Османи, така и струшкиот градоначалник од ДУИ Рамис Мерко сад го стави на црната листа, но Абази се прогласи за ненадлежен и реши колегите во Струга да одлучуваат за набавката на луксузното возило Ауди А6. На 28 октомври ќе се бира негов наследник. Тој има законска можност да трча за уште еден мандат, но изјави дека ќе се врати во вишето обвинителство во Гостивар.